Здраво другари, здраво криптореволуција. Многу луѓе ме прашуваат дека се видијата, зашо нема видеа, крај ли е, нема ли да има bull market, другари, имате вебсайт. Значи, улогата на вебсајтот е да не дремам ја да правам видеа. Значи, имате вебсајт кој шо другари има доста луѓе шо седат. 705 active users, моментално еден листа. Event count беше 6800, нови users 664, што е многу добро за нов вебсайт. И тоа е скрипто, како што повеќето луѓе уште не веруваат. Значи, јас сум интересно ми е дека од Америка 325 активни юзери има. Ја најискрено да ви кажам, не познавам 325 македонци, познавам околу 100 некаси. Другите над 225 кои се мистерија. Од од Македонија е 125, тоа е паднано. Нешто интересно е, луѓето одеднашка летото како дојде, еве за 3-4% е паднано. Значи дечките не ги интересира ниту крипто, ниту bull market, ниту ништо. И после ќе промашат нешто па кукат. Ирска 109, што е многу. Шведска 90, Германија 19 и Свицерланд. Значи, што е интересно, од Македонија, Германија и еве тука. И Германија и Швицарска гледате исто е паднало по 34, 32, 33%, значи и менталитет не ги интересира крипто. Разбирате ли? Не ги интересира летно време крипто, кој што сега може да товарите и направат луди пари, луѓето кидат сега, ќе се напукат у Грција, у Турција, у Бугарија, у Хрватска, ќе отидат на одмор, ќе пролупат пари кои што се критични за сега да ги уложат у крипто и после да кажи го да бидат попрофитабилни, па у наредните 3 години bear market ќе имат време да дремат по одмори и у Дубај ќе може да се дозволат да отидат. Како и да е, нивен избор. Имате браќа криптореволуција, страна која што вебсайт, вебсайт кој што не постоја овакво нешто у Македонија. Тука од Инфомакс уште не е додаден канал, Славчо Рачеков ќе може ќе го додаде. Тука за Стар Атлас си иде уживо, го постират, кога вештачката интелигенција преведе и се појаве браќа. Ќе се додадат и нови работи. Тука многу нови членови прашуваат кои ни токени се технологија. Другари, нема да верувате, ама гледај, вртат ви горе. Горе се додадени, потека се изберени кои се стварно посигурна технологија од другите милиони таму глупости што се стаени. Значи, другите милиони е лотарија да погодите. Значи, да, може да купите и да погодите лотарија, али ово горе е изберено, например, до сега што не е имало, да речеме, фейл, да речеме да банкротира некој од што е купил и што ги е чувал и да ги е проделил вистинско време. Значи, другари, имате горе, гледате video news, useful videos. Значи, кога ќе отидете у video news, гледај, брат, самиот канал, и тука може и да се бирате, например, кој сакате гледате, директно, да не скролате, имате си да се изберете кој ви е ваш омилен канал. И имате Крипторас, мој омилени што кога станам, додека си измијам заби и очи, ја браче више сум го изгледал од 30 минути тоа, кажи го, видеото. Тука забравам се, Translate, значи, на македонски, Translate на македонски и имате го превод. Многу луѓе кука дека не знаат англиски, а сега од Македонија 250 луѓе дремат да гледат, додека повеќето што знаат англиски од Америка се највеќе присутни. Значи, правиш вебсайт на македонски, а најголемиот корисници се луѓето од Америка кои што знаат англиски. Тоа само во Македонија може да се случи, разбирате, нигде на друго место. Нигде на друго место не може луѓе да ви кукат ајде вебсайт на македонски, правиш и вебсайт на македонски и највеќе корисници од Америка. Са јездика, нели, тие што се во Америка, не сите знаат перфектно англиски секој збор, и покорисно е да се гледа, нели, со преводите. Така да се надевам дека и од корисно. Еве на Джордж можете сите тука гледате кои се потака корисни и се преведат. Еве за тие што тражи и за Стар Атлас, нели, майнинг, тие работи. Значи, ова е најдобар канал. Значи,
што го избрав да се преведе, и стварно многу добро дечкото. Објаснува ми, сам американец е дечко, не е баш дечко, сигурно е постари од мене. Овај дечки го оставивме канал Altcoin Daily затоа што има интересни информации, само треба да внимавате. Со овие канали многу реклами прават и многу не му купувајте од неговите фантазии токени, и типо е платен да си рекламира и други коини токени кои што се ризични, да знаете. Типчето Ентони Попилијано стварно е добар, брат, типо е милионер, може да е мултимилионер, не се сеќавам кој беше, али сигурно е мултимилионер. Типчето има многу добри аналитики за биткоин. Еве го Ларк, имате го. Стварно прави интересни работи и он знае да прави реклами и чуда. Значи, треба на овие канали да внимавате. Ја не можам да ги одделам видеата со реклами. Треба да внимавате кои платформи и кои токени, кои ни ги рекламират, треба да внимавате. Знае се, брат, имате технологија која сум ви ја кажал и другото е ваш ризик. Имате тука најинтересни видеа, да ги гледате со превод, другари, седнувате, кој им беше речел еден мал му преводо, имате Ctrl+, ќе се зголемиш целото, после ќе намалеш. Овај канал го блокират, значи на крипто, че оставам на англиски, пошто нека вештачките интелигенција не преведуваат добро, да знаете, не ги преведуваат добро. Значи не ги ние преведуваме ја и Славчо, значи вештачка интелигенција има стајано, она ги преведува и Слава и кирилицата и се учи. Да се надејам дека се научи. И гледам и видеото колку ни ги блокират на Facebook. Некако слабо учи, али ќе ја научим и кирилица, не е проблем. Значи Crypto Capital Venture по-малку ќе го постирам у Крипто револуција на Facebook групата, затоа што многу го блокират. Затоа што типо го брмля Кардано, става сликичка, вештачка интелигенција не е баш сака таа слика. И плюс кажува чартови, нели, колку од прилика Кардано ќе отиде и демек Facebook има проблем со тоа да типо, нели, прави фантазии дека ќе погоди нешто, значи тие чартовите ги сметат и затоа го блокират и ми го бришат. Али вие ги се улезете. Digital Asset News има дечкото, стварно го гледате, другари. Финтата шо е на ово, значи вие, брат, наместо гледате сител там, мител, тие глупости, брат, вести и политики, да си губите времето, седнете, другари, новите. Со превод имате, значи вие да ги листате овие видеа, ништо да не разбирате за крипто. Ништо, само да ги гледате видеата и да ги читате на македонски, вашиот мозок е суперкомпјутер. И ќе почне да... чекай да имам дали се снима, немам да зборам на празно, одамна не сум снимал, добро има тон. Значи, вашиот мозок е суперкомпјутер, сам почнува да разбира. Ќе почнете да разбирате и крипто, и технологија, која ќе почнете да ги разликувате кои канали, кои си ги бират, нели, како сигурни у портфолиото. Ќе почнете да разликувате и чартови, ќе почнете да разликувате кој канал погаѓа, кој не. Значи, многу е корисно да ги гледате овие канали, другари. Многу. И полека учите и англиски. Значи, тоа што читате овоа, значи учите и што го слушате, значи другари, јас на поновите членови што не знаат, ја англиски не сум научил од школа. Ја англиски научив од Cartoon Network. Че ја Cartoon Network ја на во планет. 24/7. Тоа го гледав. И од филмови. Сериозно научив од тоа. Не само од Америка. Ја во Америка имам многу мал пристап со американци да зборам. И затоа англискиот, например, кога зборам, нели, пошто дијалектот ни е, мислам, јазикот ни е таков брз, а нивниот е така по-споро. И уште имам проблем, знаеш, кога ќе зборам на англиски, имаше и луѓе се чуде, брат, толку време со Америка, не знаеш англиски. Брат, ја немам никаков контакт со американци за да би го научил англискиот перфектно. Другари, да не ги листам, ќе си ги изберете тука каналите, тука идете, дека беше, чека само, значи имате Video News, Useful Videos е за секој нов, па и за старите кои сте ги спуштили. Другари, овие видеа, па и овај канал тука, значи овај канал, можете стварно, брат, да најдете други интересни работи, али што сакам да кажам, овие видеа, овие двете посебно, брат. Овие двете видеа, значи се како нуклеарка, брат. Гледате го и почнувате да разбирате што е биткоин. Тие две видеа се на македонски, брат, што да ви кажам. Сега, ако не сте гледали овие двете видеа, не може да кажете дека сте у крипто. А овај тип посебно ќе опратите, значи,
Посебно ќе го пратите. Многу јаки аналитики прави тип. Многу јаки. Овие двете видео му се врв, ама многу јаки аналитики прави. Дури и тие што сте у Wall Street, значи у берзата, може да го гледате, многу ќе научите, брат. Многу. Не знам Иван Ивановски колку прате, се забравам да му го правам. Мислам, он се е бизи, нели, со сапорт, али тие што сте кај Иван, ја го забравам да му го пратам, треба да му препорачите овај исто да го следе, тип многу јаки аналитики прави и сите што сте кај Иван Ивановски у школата, може да почнете, моја препорака, нели, еден дечко ми беше прашал што би препорачал, овај дефинитивно може да го гледате, знае многу работи, да каже добре. И за Wall Street и знае, има луѓе што го имат слушано, имат почнало да разбират повеќе и имат направено профити. Друго, X-News, другари, што да ви кажам, ово е врв. Славчо и брат му што го направи, ово е врв, брат. Translate, бум, брат на македонски. На македонски, братче, твитовите, брат. Некој еден постар човек. Брат, ја, ово, Твитер, брат, X ли е, ништо не разбирам, вика, X-Files да ми викаше. Постар вика, брат, ја, овие X-Files, ништо не разбирам, викам, господине, X-Files е, викам, за вакво, кажи го, за Aliens, викам, да, бе, ствар, Арно ме подсети, гледаш, ке забравев, Славчо, ако гледа видеото, X-Files, треба да видам дали има Twitter профил, со Славчо имаме уште еден вебсайт, се спрема јак, за мистерии, теории на заговори од другата група што е, и тоа да го комплетираме, и Македонија ќе си има и за крипто, и за мистерии, и за вонземјани, за секи си имаме вебсайтови, кои што, еве, ќе ги преведуват најдобрите најдобрите канали од YouTube и од Twitter, ќе ги преведува. Исто у коментари може да пратите, мислам, линк, или пишете кои вие YouTube канали ги пратите и кои Twitter канали ги пратите, за да ги разгледам, да ги додадам, може нешто да сме забравили да додадеме. Значи, пратете, пишете у коментар, или тука, или на Криптореволуција, дека ќе го објавам видеото, пишете у коментари кои канали мислите дека треба да се додадат и да ги разгледаме, да ги додадеме. Другари, гледај, брат. И после, например, сакате на оригиналниот линк да отидете, е тука под. И дури може да отидете на оригиналниот линк, да го прочитате целиот, да го разлистате, да го разгледате, разбирате, да го изслушате видеото. И идете X и си продолжите да се скролате на македонски. Тие што знаете и англиски, отварате го линко и го видите оригиналниот линк дека е, само ќе ви треба, нели, англиски, ние не можеме тука да го преведеме тоа. Значи, другари, гледај, брат, колку има. Значи, не може да речете нема информации, дека се вика за видео, брат, гледај, брат. Че вие не може да ги разлистате, на секој саат 2-3 се појавуват нови работи. Економија, геополитика уште не е довршено, тоа е, идејата е, ќе видиме, мислам, ово стварно го запоставивме овај дел, треба да го решиме. Другите што ме прашува на, чекај, треба да оставам на англиски за инвестирај сега. Инвестирај сега, дечкото е од Инстаграм. Он е прв македонец, например, дека е Инстаграм, му е инвестирај сега. Значи, идете follow и тука имате инфо, али тука исто имате кај нас, гледај како ви е одделено, гледај, на македонски, брат, гледај, на македонски, дечкото алална му е, на македонски, братче, гледај, одвоено ви, многу интересни беше. Ово беше на моја стара идеја, ја немам време да правам, али он ја прави многу подобро од мене и му додов акцес, значи, до вебсајто, типо не е со нас у тиму и ништо, значи со дечкото не се ни познаваме лично, онлайн се запознаваме што се вика, како што се започнало со Славчо, со Бизи, со Бојан. Многу души прашава Бојан дека е. Бојан е стварно исчезна, никаде го нема и се забравам да му пишам. Валјда е станал милионер и сега неке да каже и се крие. Друго не гледам. На Инстаграм често ми излага дека на кафе шеми, значи се окей со него, жив здрав е. Еве, тука гледате луѓе, гледај на македонски, да листате нон-стоп, дечкото става, труде се на 24 сата да стае нови информации и гледај само на македонски, брат, само ги прочитате и сте утек. Ово е како зграбче го денат што беше вест. Значи, братче, насловната читаш и гледај, брат, тап. И тоа ми беше омилено списание.
Омилен вестник уствари. Омилено списание беше од Младенов. Али го средија. Много уникатни слики ваде, значи не можам да се надпреварам со него. Другари, тоа е, имате, моментално у Америка ситуацијата е многу лоша. Овие кинеските автомобили мислам дека расторија. У Америка не ги дозволат, али ово виши другари кинези идеа од друг левел. Од бракета. У Америка, другари, да не ме го блокира Instagram, YouTube видеото, у Америка, моментално, Калифорнија се пред граѓанска војна, не се објавува се на телевизија. Пијам пиво, не пијам кафе, да знаете. Едно пиво ударам на вечер, црно, и одам да спијам. Сега се трудам да станувам рано. Како што кажав, у Америка ситуацијата е многу лоша. Значи, војската е распоредена. Војска, маринци не се распоредуваат за џабе. Војска не се распоредуваат, другари. Нема да зголемувам за тоа што после гледаш ми удара такво. Македонија ги има у донација или купено, не се сеќавам тие, тоа првиот Заврив Косевик што помина. Но пошто Хамеро се покажува како многу голем фейл, иако ова е армиран, за у Америка убивали, за терен не. Ово чудо мислам ние, Страйкер или Косевик, што не се сеќавам. Иначе ово чудо е јако ако е со фул опрема, има назад може да се стават многу јаки инсталации за ласери, за дронови, за тешки митралези, али кај нас у Македонија не знам, мислам дека е само обичната верзија, мислам само школката што се е возилото. Многу е лошо у Калифорнија, другари, и не е фер оноа сега што кажи го, не е фер што напаѓаат по полицијата, стварно треба, полицијата уопште не е крива, у повеќето држави полицијата не соработува со тие специјалната полиција за да депортира или да пријавува. Нема потреба, значи мирни протести требаше да има, али знаете дека тука Сорос е уклучен, и Сорос ги презима сите овие работи и сака да направат граѓанска војна, пошто Трамп нема да го остават на мира. Значи ако мислевте дека е седнал на престоли дека ќе биде така, значи нема да го остават на мира Трамп. Сака да направат граѓанска војна сака да направат. Брато го изде многу јако. Кога пипаш оружје, да, има право да те забоде бокс. Ја поддржувам полицијата у стило да треба да има ред, другари. Шо ово? Не ово газа. Да не улавам у теорија на заговор, али препорачувам ви Джуниор Кени да го погледате. Доста јаки информации има. Чудото иначе Star Atlas иде science fiction, Star Level, многу јаки апдейти имат. Финтата е овака. Значи, кажи го, Трамп сака да ги депортира сите нелегално што се тука у Америка, и што прават криминал, и сите што се дури и лошото е што се легално дојдени у Америка, уствари не е лошото, и сите што се легално дојдени у Америка, што имат направено криминал, сите да ги депортират, разбираш, или тешки сообраќајни прекршоци, или имат се, например, тепачки и чуда. Јас сум за сите треба да бидат депортирани. Проблемот е што тие од АИС више депортират луѓе што, например, тука се како мене, да речеме, толку години, нели, одбиле се пасош, немам никакви прекршочни пријави, немам ништо со судир со полиција или со закони, немам ниту еден на црвено, немам поменано, немам ниту еден тикет. Немам, замислете се, јас сум можда не знам, единствени македонец, ја немам ни еден тикет. Замислете се, ниту за паркинг, ниту за спидинг, за ништо немам тикет, за ништо. И сега сакат и ние да си одеме, значи од тука. Така да голем дел народот протестира и за тоа, али Сорос ги извртува работите. И шо?
Со Иран многу луши ме прашаа, тука малку е лоша ситуацијата, ја мислам дека више они имат нуклеарки. Ја мислам дека русите одамна и помогнаа да имат нуклеарки и Америка и Трамп не знам како ќе го реши, иако Трамп кажуваше дека нема да има такви проблеми. Моментално критични места се Калифорнија највеќе, Тексас не е толку густо, али почнува. Ево сега за прв пат интересно е у Чикаго гледам, во Чикаго денеска не го бе видел. Сиетл има не толку голема маса, едно мала група од 30 до 50 луѓе на Сорос протестираат. Али проблемо е што многу луѓе се депортирани што стварно немат никакво криминално досие и многу жени и деца и тука голем дел од народу се буне и уствари тоа само да не ме го блокират од Facebook, пичко матер. Како искочи па тоа, тај му фрлат шок бомба ли он да земе таквото кажи го, да земе ко се вика, беки нема да го детектира вештачка интелигенција, да земе да не му испука у колата и му пукне раците, јас извинувам, и му разнесе прстите. Овие дел од војската се приклучува на протестите и дел од полицијата се приклучува затоа што луѓе у Калифорнија, јас сум бил, значи тоа не може да кажеш дека е, нели, тоа е Америка и тоа треба да се поштува и знаме и се живо и закони и полиција се, али таму има толку голем број на латино што ја бев шокиран први пат, значи уопште ни не знаат англиски. Значи уопште ништо не знаат англиски. Комплетно на шпански се зборе и тоа се такви заедници што се држат само латино. Ниту европјани, ниту американци, ниту руси, никој не ги интересира. И од тие заедници можете и гадно да се зафркнете ако упаднете. Ние по грешка тогај бевме се убутали у некои улички и среќа што имаме нашиот руски акцент. Што викат па иначе мисле дека сме некои undercover полицајци и ако имав, како што некој вика, брат, ти си 12-13 години во Америка, треба да збореш течно англиски, ако зборевме, другари, ден денеска немаше да ме видите, ќе исчезневме таму негде до Калифорнија тие, иначе GTA Калифорнија, брат, тоа што го гледате, што сте го играли у играта, другари, тоа е дефинитивно GTA 4 пута 10 пати по-лошо. Сега лошото е, гледаш, овие се појават тука, крадат од продавници, крадат од какво, наштетуваат на бизниси. Тоа е лошо, разбираш, тоа е лошо. Луѓе исто најнормално туку у Америка да знаете сега, например, ти застануваш со возилото и овие ти рипат на колото и најнормално е дека у таа паника и почнува да ги газе, значи многу лошо станува. Калифорнија е најлошо, Њујорк мислам дека доста уапсија. Тука некој го поизгазија. Шо ово само да видам. Ајде, денеска цел ден бев над пирамиди, тамо нема шо, тоа ќе ставам у другиот сайт, вебсайт што е у изработка. Има чуда по тоа Египет, само не се кажува. Трамп мислам дека ќе распореде војската и дека ќе почне да апси поголеми представници од властите што се противат. Иначе Њујорк исто има уапсини и таму избива големо нередие. Значи, буквално у неколку градови сме, у неколку држави сме пред сериозна војна. Сорос нема да го стават Трамп. Ја да се разбереме, комплетно давам подршка сите криминалци да се депортират. Ама мислам дека грешката беше на Трамп, дека тие 12 милиони што се улезени во Америка, да речеме како мене, легално улезен и никош нема никаков проблем со тикити, со закони, со секој што са ми кажали, нели, ако немаш, требаше на сите да даа амерички пасоши и имаше 12 милиони гласачи. Не знам неговите советници зашо не го изгласаа така, не го советуваа
да го направи тај чекор, пошто Бајден тоа го планираше. Бајден планираше од 20 до 40 милиони на криминалци да даде, замислете си, пасоши. И после кој ќе го победе, брат, тие цел живот ќе беа сатанистите на власт. И јас го поддржував Трамп да депортира се што е нелегално, криминално, али тие специјалната полиција си секош има таму нивните редови и такви што прават работи што не требе и почнуваат да апсат тие луѓе како мене на секаде. Значи, да не се изненадам, ја немам да сум изненаден ако или ми пратат писма. Ја го кажав пред месеци пред српската телевизија, дека ќе дојде ово, кога народ и новинари други ме прашува, брат, што збориш, што нема никош се деси, Америка 250 години, така. Ја и кажав, луѓе, видите дека Трамп е непредвидлив политичар, ќе промене се, живи ќе прави голем рестарт. И сега кога гледате што се дешава и кажав дека ќе има и овакви чуда, значи првата година дека ќе е критично, тие луѓе не може да ме разберат што мислев на критично. Еве ви го критичното, значи. Финтата е дека у Америка, другари, целото население што е, нели, што има пасош, има лесен пристап до оружје и тука може да биде многу лошо, разбирате. Тука не е како Македонија, например, протести, само камиња, значи тука има сериозни групации кои што имат сериозно наоружање и ако не дај Боже нешто се случи, тие луѓе брачи се спремни да се борат за Сорос. Пошто и големи пари се упрашање. Али Трамп требаше да даде документи на сите 12 милиони што се тука доедени легално со визи, без разлика дали се истечеле, и ќе имаше 12 милиона армија поддршка. Овака сега опцијата е, може секој да биде уапсен, кој што е дојдел тука и му истечела визата и да биде депортиран. И дел од тие луѓе и они се излезени да протестират, ово е лошото, не можам да ги разберам овие луѓе, значи јас викам дигитално неписмени у Македонија, одамна не сум го употребил зборо, али и у Америка има луѓе од гетата многу неписмени, кои што не се они тие за протести, они се да гледате, да уништуват бизниси и не може да ги разберам. Одеш да крадеш у Apple. Брат, тие имат денеска телефоните, ќе земат, ќе го исклучат и ти одеш, кривично ќе те рокнат, ќе те стават у затвор. Зашо? За да украдеш нешто што тоа овие од Apple може да го исклучат и да е нефункционално. Така да многу е лоша ситуацијата со овие ретардирани тука. Овие треба луѓе. Тука проблемот е што овие се родени тука во Америка, имат пасоши, овакви оде гледа не да дава поддршка, туку оде да краде. Те на овие треба луѓе да и биде одземен пасош, ама па од се родени тука нема двојно државенство, нема дека да бидат пратени. Тоа е само жалното, ама треба дека се баба и дедо и дојделе, па там да ги пратат, брат. Иначе, овоа делува на криптомаркето, за тоа ви го прикажувам, не е дека нешто се правам паметен. Делува дефинитивно на криптомаркето, со тоа што кога овака е нестабилно, американците се плашат да купуваат алткоини. Моментално е стопирана и градењето на куки, што имам пријатели по 3-4 куки од Casual Construction, што имам пријатели камионите немат тури, не можат да возат ништо, многу слабо. Тие што имат еден камион работат, оние што имат повеќе камиони се у голема криза, македонци. Неколку души ме послушаа, што имат само со еден камион. Иначе, луѓе, тоа е специјална полиција со коњи и нема тука ти нешто се правиш паметен. Со полиција не можеш ти, брат, додеш против полицијата и тоа е. Коњите си тренирани, гледаш, може и добре и коња што не ја удри. Ово е жена полицаец. Иначе, лошото е овај дел тука. Не, ово, ја мислев за Трамп не можам да најдам видео. Трамп праќа веќе војска за парада, али мислам дека не е само за парада, мислам дека нешто осеќа дека ќе имаше граѓанска војна, па ја распореди армијата на клучни места за да не се осмелат да
Ево и лудаците брачи, бомб сквот е викнан. Не лошо е, многу е лошо, многу е лошо. Нема комплетно се на вестите, на Твитер потека е, ама многу е лошо. Многу е лошо дека Сорос луѓе плаќа многу големи пари. Значи ово требаше бидат мирни протести и да се протестира за тие што се дојдени тука легално, да не бидат сега депортирани, да и се даде, да речеме, пасоши и да бидат депортирани само тие што се нелегално тука и што се криминалци. Дури тие што се легално, ама нели се криминалци. У Чикаго више, ово е голем. Ово е пред 2 минути, ама не, ово е пред 2 минути, ама сега у Чикаго више сабајле, брат, колку е? 5 саат. Тука е 2 поке мене, значи ово е дента, ово не го бе видел. Иначе луѓе Сорос е милиардер кој што има многу големи суми на пари. Знам дека дава по $30 минимум 30 или така нешто $30 на час да протестира. Се не на сите, ама тие доста онда стае на 2000, 3000 и 5000 да избере да речеме и тие другите си повлечат сите по тројца да земат, верат тети ги. Не знам ово дали е нова снимка. Да. Значи и други се објавиле. Лошо. Треба да има бул маркет. Другари, ова е многу чуден бул маркет. Ќе биде, ја кажав, луѓе ќе се влечеме декември или дури до март 2026, многу чуден бул маркет е. Страшното е нем да идеме до 200.000 со биткоин и да падне само да речеме до 150.000, да нема или 160.000 па да продолжи нагоре. Значи да знаете дека веќе никој нема анализа да може да направи на ово што ќе се случува. Од овој бул маркет не е, ово е Америка пред граѓанска војна, Русија и Украина е пред нуклеарна војна е свето. Европа и Европската унија е пред распад, Германија е у страшна криза. Кина само што него е нападнала Виетнам, да речеме. И кажи го што беше друго. Мексиканците си тражат територија, луѓе, плюс не само мексиканците да протестират за овоа. Значи тражат за украдена територија, ама добро што еден пријател предска ме потсети, значи нема никаква украдена територија од Мексико. Мислам дека Америка ја купува за $15 милиона у тоа време, значи сега милиарди или трилиони, не знам која година е тоа купено. Многу одамна, за $15 милиони е купена Калифорнија, ако не се лажам. Тоа е огромна количина на пари и Мексико си продава територијата, не е земена на сила. Джаве се бунат у тај дел. Мексиканската председателката повикува на многу по-лоши работи, да не ми го блокират видеото ќе си ја најдете. Она удара боцките, али ово е 100% поставена на картелите, значи Трамп најави борба на картелите и не знам зашо не ги испобомбандира. Ти кога ги прогласиш за терористи, требаше да ги испорока таму, знае фабриките сателитски гледа дека и да прекине дрогата да улава у Америка. Значи ово чудо сатанистичко сигурно е. Не може да биде председател ако не е од картелите и повикува против Трамп. Другари, тоа е, у лоша ситуација сме со овие војски и чуда и фактички затоа уште алткоините гледате дремат. Тука иначе сите се испоапсени од кој дека работе, се апсат масовно низ Америка. И легални и нелегални, секој што работи без работна дозвола, без work authorization е уапсен или со лажни документи, што уште полошо да имаш Америка лажни документи. Го брато што ќе не спасе. Ово е лошо, гледате, тука сега тие бизниси си ги коват тоа излозите, иначе такво стакло е од $4,000, $8,000, значи представете се да му го скршат. Че тие брат само за стакла не може да извадат. Бракета, барем пари направи овие plywood што стават.
Тоа е, другари, значи еве да не речете не сум правил видео. Еве видео. Значи моментално сме пред граѓанска војна у Америка, у неколку градови. Сорос ќе проба да расшири низ сите градови, да се надевам дека Трамп ќе задуши брзо и дека ќе распореде армијата и националната гарда. Друго, имате Кина у секој време може да го нападне Тајван, да си го заземе, баш у овакви ситуации може да искористи додека Америка е пред граѓанска војна. Кина и Русија, Русија и Украина, не знам Путин до сега како не ги рокна 2-3 такви тактички мини нуклеарки некои си што немат радиација да ги оправи овие там фашистите. Други теми нема да зборам, да не ме го блокират канало. Има секојаш такви некои што ќе се изнервират и кренува, брат. Нема, тоа е паника, разбираш, тоа е паника кога ќе те заокружат таму и паника и добро што не утепа многу луѓе. Значи брза се на работа, американците не се толку трпеливи. Мислам што кажав е глупост. Американците се многу трпеливи, али има толкви break points кога може да експлодират. Иначе Трамп се заканува дека ќе го апсе говернеро на Калифорнија, инако типо е комплетно неспособен за ништо не го бива, ниту за безбедност, ниту за пожар. Мислам, не знам дали ова е истиот за пожарите или друг. За ништо не ги бива да се справуват. Единствено е управо за тоа што треба не сите да бидат депортирани. Овие Јемени се малку зафркна на такво, не се збори на таа тема. Лошо, другари, дека ово да видиме. Многу полицајци повредени и многу полициски коли се скршени за многу полицајци, некои кажаа многу ги има повредени, некои не. Више не знаеш на кој да веруваш. А да, за Стар Атлас имате, другари, бесплатно. Можете бесплатно да пробате да играете Sage Labs, значи да имате мисии, ќе има и награди. Значи пробајте ја, значи можете да играете, да извршувајте мисии, бесплатно е и борете се за награди. Ќе има награди у блиска иднина и играта без да уложувате можете да тестирате за Sage Labs конечно, да видите дали ќе ви се допадне, за после да си уложите, си купите станици и бродови и да си копате, разбирате. Значи играта оде многу напред, многу апдејти, кој прате, кој не, здраве да има, да е жив и здрав. Town Hall имаше доста добар апдејт. Пуцачината се многу добро развива, свиѓа ми се, се повеќе ќе ги унапредуват мапите, оружја, бомби и чуда. Ќе има нови арени и чуда, ќе има борби, ќе има и награди, значи многу добро се развива. Многу добро се развива и од цел свет почнуваат више да играат. Сега да, тражи јак компјутер, ама имате шага. Шага ќе може да играете компјутер и од телефон без јак компјутер, значи Cloud Gaming ќе биде иднината, значи дури тие што имате компјутери, како што ви кажав у мојот прв подкаст пред 13 години, дека сите што имате јаки компјутери, вече кога ќе спиете, ќе може да го ставате на Cloud Gaming, да го рентате фактички што се вика и да си правите парички, како што Теслата, тие што имат купено туку Америка, вечно време кога спият, може да пуште да возе за него Uber и Lyft. Замислете си, кола да ќе оје на работа, вие спиете, брач. Човече. Имат нови работи, да не ја филозофирам, другари. Тоа е, останете ми со здравие, имате сега, другари, вебсайт кој што станувате, седнувате на телефон, не мора на компјутер, за телефон, убаво си ви е подреден, ке си го разлистате и имате си еве тука Video News и X News имате и Invest Now, разгледувате го, брат, вие
еден саат да седнете на веб-сајтот, да го разлистате, да го разгледате, брат, вие сте на коња. Така да не може више да се жалите дека нема веб-сајт, не знаете македонски. Чао, другари, и пак ќе кажам. Bull market ќе има. И тоа голем. Не се знае ни дали ќе заврши и ќе биде ист како другите. Можно е да си има мала корекција и да си продолжи нагоре силите. Зборам за биткоин. А за алткоините ќе видиме. Ќе има голем bull market, после сите драми, прво биткоин да видиме дали ќе иде 140.000, 200, па Ethereum ќе почне да пумпа, па Cardano, Solana, Ripple и после гейминг алткоините, ја тука чекам да направам 2-3 милиона. Чао и не забравяйте, другари, ќе има награди у bull market ако има добар. Не забравяйте да го споделувате веб-сајто. Споделувајте го веб-сајто на Facebook, споделувајте го, пракејте го на другари и си правете принт скрин да си имате доказ дека сте го споделувале. Здравие, еден ден ќе ве наградам или у Македонија ќе се видиме на вечера, на кафе и ќе седеме, ќе правиме обед бесплатно. Вие споделувајте го веб-сајто, користете го веб-сајто, препорачајте го на другиот веб-сајто и здраве, ќе се запознаваме. Македонија ќе може да ме прашате што сакате, нема да ми наплаќам по 100 евро од саат. Чао и поздрав!